Ракувањето и прегратката се разликуваат од култура до култура, но насмевката е универзален знак за среќа. Поважно од тоа што ќе облечат жените, какви подпетици носат или па како мирисаат е насмевката. Една статистика вели дека жените повеќе се смеат од мажите. Жените во просек се смеат 62 пати во текот на денот, а мажите само 8 пати. Токму за таа насмевка важни се забите. Специјалист доктор Атанас Павлевски од Санте Плюс вели за да се има добра насмевка, треба да бидат запазени повеќе параметри. Во денешно време веќе имаме некои си стандарди и принципи што велиме какви насмевки постојат меѓу луѓето, така да имаме веќе насмевка со ниска насмевка, значи кога устните, кога ќе се насмееме природно и спонтано, ги покажуваме забите со 1/3 или до половина на забите и таква популацијата меѓу нас е околу 20% со таква насмевка. Има пациенти кои се смеат повисоко, кои што ги покажуваат целосно забите на горната вилица, по таа популација отприлика има 70%. И имаме гами смеал така наречен, кај што го експонираме немцото за повеќе од 3 мм и така натака, што може да биде и повеќе, и такви се околу 10% од популацијата и претежно се статистички жени, за жал. Уште во 15-тиот век Леонардо да Винчи се занимавал со естетиката на лицето. Имал своји параметри како треба да изгледа неговиот стил на естетика. Па исто така и во стоматологијата. И стоматолозите се движат по некои параметри кои се усовршуваат со текот на времето. Значи не доцнеме позади сите овие техники, ги владееме, ги работиме. Значи за тоа ностоп се во тек со сите соочувања и новитети во однос на естетиката и хирургијата. Ги пратиме најновите трендови, побарувањата на пациентите, секако гледаме и на историјата што се случува во минатото, за да видиме што да се понуди на пациентот, што е адекватно за него. Освен пациентите кои имаат сериозни орални проблеми, не изостануваат и пациентите со желбата за холивудска насмевка. Токму поради познатите светски ѕвезди и нивната убава насмевка. Во стоматологијата постои и таква терминологија. Веќе нели знаеме и холивудските звезди на црвениот тепих кои излезат сите имаме и терминологија за нивните насмевки, има куспидна насмевка, комплексна насмевка како Мерлин Монро што е икона нели веќе во историјата на естетиката и така натака. Не рачунаме дека има комплексна насмевка за различни или параметри се опфатени. Убавата насмевка и заби има и психолошки момент. Ја подигнува самодовербата и самопочита. А кога имате убави заби, посакувате да се смеете се почесто и посакувате вашата сјајна и убава насмевка да ја види целиот свет.